Почитувани гледачи, добар ден. Утрово во емисијата на Слободен печат гостин неврохирург од приватната здравствена болница Аџибадем Систина. Станува збор за доктор Миленко Костов. Ке позборуваме за една револуционерна операција за прв пат направена во нивната болница. Докторе, најпрво добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Добро утро, ви благодарам на поканата, со задоволство сум тука. Најавив за што ќе позборуваме. Значи, еве за вовед најпрво станува збор за излекуван 43 годишен млад пациент со бениген тумор на мозокот. Деталите ќе ни ги кажете вие и најавив еден револуционерен метод, практично од детекција до излекување. Човекот е излезен од болница практично здрав. Така е. Да, се работи за една, да кажам, револуционерна метода кај нас, меѓутоа е регионално атрактивен зафат. Ајде да го наречеме така. Всушност, пациентот, како што зборуваме, имаше неодредени симптоми. Тамо трнење на десната страна на лицето, заради што се направија иследувања кај нас, магнетна резонанца, на која што се види дека постои една голема туморска промена, за среќа бенигна по своите карактеристики, која што го инволвираше внатре во себе и нервот заради кој што и лицето трнало, тригеминален нерв се вика тој, и главниот крвен сад за таа страна на главата, каротидната артерија. Неопходен беше оперативен третман, меѓутоа истиот бараше освен добра техничка подготовка, бараше дополнителна технолошка подготовка и за прв пат кај нас се употреби една комбинација на методи, односно со помош на микроневрохируршка метода со користење на микроскоп, кој што е супер современ, односно може да позборуваме за него, се додаде еден контраст флуоресцин со кој што туморската промена се обои. Фактички под микроскопот цело време можевте да видите маргините на туморската промена. За да можете целосно практично да го извадите. Точно. И најбитно од се, целата процедура беше водена од систем за неуронавигација. Тоа е, како што и самото име кажува, навигација, нешто слично што го имаме во возилата, меѓутоа неуро, бидејќи се користи за одредување на позицијата на било кој дел од мозокот, на мозочните главни нерви и на мозочните крвни садови. Така да константно во секој момент вие знаете каде сте и во каков сооднос е вашата работа кон структурата што сакате да извадите и кон главните структури кои што се како крвните садови и нервите. Така да таа е исклучително безбедна процедура, навистина захтевна, мислам, многу има при подготовки, долго трае самата операција. Да, тоа ми беше следното прашање, колку трае и колку се разликува од класичниот начин на оперирање. Вака, предноста на овие методи секогаш на технологијата е, вие може би имате повеќе подготовка пред да започнете. Меѓутоа самата операција трае навистина пократко, со тоа што пациентот е пократко време под анестезија, помалку има крвозагуба, побрзо се решава проблемот. Така да генерално, иако процедурата може би подолга за медицинскиот тим, сепак е многу побезбедна и пократка за болниот, што е всушност и целата идеја, да. Така да во овој случај се помина во најдобар ред. Еден прилично компликуван тумор на базата на черепот беше изваден во целост, за да пациентот кратко време после интервенцијата се разбуди и по 3-4 дена месечини беше пуштен дома со направена контролна снимка која ни докажува дека е се во ред, беше пуштен дома без симптоматологијата со која што дојде. Човекот е добар. Така. За колкав тумор стануваше збор ако Голема беше промената сега во главата, бидејќи главата е еден затворен систем во кој што и да ставите прави проблем. Ова сепак беше повеќе од 5 сантиметри во диаметар, што е навистина големина, една на поголема од мандарина, помалку од портата, да кажам. Така. Која што е навистина на голема диминзија за нешто што е веќе затворена кутија. Така. Околу самата метода, кажете ми, спомнавте дека е доста безбедна, по што се разликува од класичната метода на оперирање? Методата е прво, што викаат американски израз, тоа state of the art во медицината, значи ви гарантира безбедност, ви гарантира константно да знаете каде сте додека работите. Сето тоа го работите под големување и фокус и со детектирано малигно, односно странно ткиво што треба да се отстрани во однос на мозочното здраво ткиво. Така да порано овие технолошки можности ги немало,
Сега како проаѓа време од година на година, како и мобилните телефони, така се осовременуваат и апаратите во медицината, со тоа што комбинацијата од овие две методи во моментот е светски протокол за безбедна неврохирургија. Разликите се големи, бидејќи како што е тимот кој што работи се осеќа побезбедно, подобро може да направи подобра перформанса, така да и континуирано пациентот е под некаква технолошка секако заштита. Видете, најбитен е човековиот фактор, најбитен е тренингот на операторот и на тимот. Значи без тоа ние збориме за долгогодишни, повеќе децениски тренинзи на секој од нас. Значи без тоа сета оваа технологија е безвредна, како да имате добар борбен авион, да немате пилот, така. Меѓутоа заедно со технологијата која што е супер напредна, добиваме една добра комбинација која што ни гарантира се подобар и поголем успех во лекувањето на сите комплицирани мозочни формации. Колку операции до сега имате направено по новава метода? Па со оглед на тоа што ова е навистина ново сега почнато, последниве месец дена се направија околу 10 интервенции во кои што беше неопходно да се користи и невронавигација. Се разбира, постојат во неврохирургија маса методи, односно маса операции, поголем број, за кои што не се потребни толку технолошки достигнувања, меѓутоа оние супер, да кажам, софистицирани зафати е многу добро да се изведуваат со што поголем учество на техника и технологија. Така. Може ли да направиме една ретроспектива, бидејќи работите и со деца, каде има ли инвазија прво на карциноми кај младата популација и што се случува практично кога станува збор за бенеген и малиген тумор, дали има разлика во начинот на пристап со новава метода? Па вака, значи за среќа кај деца не детектираме зголемен број на малигни случаи. Меѓутоа кај возрастната популација, особено во последниве неколку години постпандемиски, да кажем, ајде така, кога доста од диагностиката не беше спроведувана навремено, немаше можности. Така, сите бевме дома затворени, не знаевме. И се бавевме со друга сериозна светска пандемија од која што бевме болни сите и заради која што бевме концентрирани да го решаваме проблемот. Некаде го решивме подобро, некаде полошо, меѓутоа настрана тоа, значи постои кај возрастната популација над 50 години доста е зголемена фреквенцијата на појава на малигни тумори кои што се лекуваат во зависност од самиот процес, се лекуваат и со различен успех. Генерално не имаме малигни тумори кои што кога ги откриеме на време со добра, значи предоперативна подготовка, добра хируршко анестезиолошко водење, добро болничко лекување и онколошки третман, можеме да добиеме квалитетен живот и броено и во децении. Така. Кај децата постои зголемено присуство. Пак борам во тие постпандемиски години, кратко 2-3, на појава на туморски процеси кои што најчесто за среќа кај деца се бенигни и доколку мора веќе да се оперира дете кое што има неопходно е да се направи неврохируршка интервенција, многу често туморите кај децата се бенигни и можеме да постигнеме комплетно излекување, особено доколку користиме добра, пак се враќаме на што зборувавме, техничко-технолошки добар пристап кој што ви возможува комплетно отстранување, безбедно комплетно отстранување на туморскиот процес. Бидејќи не е поентата на операцијата да го извадите туморот само, туку е тоа да го направите безбедно да овој оперираниот биде добар да продолжи да функционира. Порано тоа било лекување со денови, со недели, со месеци. Сега веќе, пошто целиот наш живот е брз и резултатите се очекуваат инстант, така да сега веќе имаме најчесто случаеви каде што во нашиот оддел неврохируршки во Аџибадем Систина ги третираме на вистина експедитивно, професионално и современо. Сега имаме случаеви каде што после 2-3 дена веќе си заминувате дома, секако вие сте под наша контрола, доаѓате тука, присутни сте, меѓутоа сте дневно функционални. Така да се смените работите. Кој е најмладиот пациент кој што ви легнал на маса, е народски да кажам, а кој е најстариот и какви биле успесите? Најмлади, за жал, пациенти, често имаме и новороденчиња кои што се неколку часа стари, имаат потреба од некаков неврохируршки зафат. Тоа се некои вродени аномалии кои што се случуваат интраутерино, додека во текот на бременоста, да.
Така да сме имали и двочасовно бебе, сме морале да интервенираме. А за возрастни пациенти, можам да ви кажам дека сме имале и пациент со 3 цифри години, значи 100 години наполнети, која што беше на господја, која што после интервенцијата се беше добро и навистина живееше уште неколку години после тоа и нормално. Починал сосема друга работа, меѓутоа сакам да кажам беше веќе така се случи тоа, меѓутоа после интервенцијата беше добра и се исправи господјата и функционираше уште неколку години. Така да имаме од неколку сати до 3 цифри години, така да сите се. Што е следно, докторе, во вашава неврохирургија во Аџибадем Систина? Има ли најава на некоја нова револуционирна метода повторно? Да, за среќа. Зашто станува збор? За среќа нашиот менеджмент има слух и ги разбира потребите, особено дека неврохирургија е една наука која што е многу зависна од техника, од технологија, така да се подготвуваат на вистина убави работи кои што ќе бидат тука во Македонија. Почнуваме полека да зборуваме освен за микроскопска, за невронавигација, почнуваме полека да зборуваме за роботска хирургија, така да се надевам дека во наредната прилика која ќе ме поканите пак и со задоволство ќе дојдам, ќе може да поразговараме за нешто што како деца сите ние сме мислеле дека е невозможно. Дека е научно-фантастичен филм. Мислам дека тој филм полека ќе дојде кај нас и ќе почне да го живееме. Значи дека робот ќе оперира глави или ќе треба да и останати органи? Роботот мислам дека ќе му треба уште доста време и нема да може никогав сам. Можеби во некој нов SF филм ќе му треба она AI, Artificial Intelligence, така да роботот ќе биде на некој начин помлад асистент. Нема да може многу баш да биде да ги решава работите, меѓутоа ќе има работи за кои што ќе биде од исклучителна помош. Така да особено во медицина како напредуваат работите, иако технологијата лета напред, сепак мислам дека добро трениран медицински кадар ќе биде и понатаму уште долго време неопходен. Ајде уште бидејќи станува збор за приватно здравство, приватно јавно здравство, околу цената на оперативниот зафат, бидејќи сигурно сите и тоа го очекуваат на крај. Колку чини, нели самата подготовка, самата операција, рековте дека за болнички денови, бидејќи се малку, сигурно таа цена не е толку висока, меѓутоа околу целата постапка. Мора ви кажам дека јас, што се однесува до тој економски дел за цени, ги немам информациите, бидејќи некако сум секогаш концентриран на медицинскиот дел, така да искрено не сум баш спремен точно да ви одговорам на прашањето, меѓутоа знам дека цените стануваат се поприфатливи, затоа што пазарот го бара и диктира тоа, така да гледам дека добиваме се повеќе пациенти од недела за недела, така да верувам дека и самата интервенција е релативно, претпоставувам, и подостапна, што доаѓаат големина фреквенција на пациенти. Доаѓате од клинички центар, во приватна болница. Може ли паралела не се прави секако, меѓутоа голем дел од вашите колеги се со идеја дека Фондот за здравство треба да прифати дел од оперативните зафати кои што се пионери на некаков начин во медицината и дека треба да покрива барем дел од трошоците. Какво е вашето размислување? Одлично прашање кое што е еднакво современо во моментов и битно како и она што го разговаравме преска. Видете, ние како приватна здравствена установа, која што е сепак и клиничка болница, и Центар за едукација на Медицинскиот факултет во Штип и на Интернационалниот Балкански универзитет, ние сме наставна база исто, себе си не се гледаме како партнери на фондот. Исто како што и државната болница, државните клиники се во партнерски однос. Ние не бараме ниту повластен статус, ниту бараме нешто посебно во визави државното здравство. Она што ние разговараме е еден партнерски однос каде што ќе му биде возможно на потенцијалниот пациент, кој што сме сите ние сме потенцијални пациенти, да има можност да одбере каде ќе се лекува со оглед на тоа што самиот тој уплаќа некој од нас 30, 40, 50 години уплаќа здравствено осигурување. Така да не биде ограничен, а особено за некои работи кои што за жал не се достапни во државното здравство, да бидат достапни за секој граѓанин во Македонија. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Еве го оставаме на граѓаните и представивме практично една нова метода на лекување
Изборот е секако во моментов зависи исклучиво од нив и од тоа колку можат да платат. За жал фондот тука се уште не партиципира. Вие, почитувани гледачи, останете со Слободен печат, следите не на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.